Го емитуваме најновото издание на регионалните вести. Во технолошко-индустриската развојна зона во Тетово се гради нова фабрика, која со работа се очекува да започне напролет наредната година. Зоната денес ја посети Бардулј Даути, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции. Се работи за компанија за производство на стакло, чиј објект во технолошка-индустриската зона во Тетово се очекува да се изгради напролет наредната година. Моментално зидните вработени во компанијата се вршат обуки. Имаме нова компанија со која сме подпишале договор. Се работи за компанијата Glassflex, која што ќе произведува стакло. Истата компанија веќе ги има направено и првите вработувања. Значи, паралелно со изградбата на објектот се прави и обука, односно се вработуваат и луѓе кои што за некои 5 до 6 месеци ќе бидат првите официјално вработени луѓе во новата компанија. Во посета на ТИРС Тетово беше министерот без ресор задолжен за странски инвестиции Бардулј Даути. Тој порача дека е задоволен од тоа како се одвиваат работите во зоната, каде би се инвестирало и би се развивала уште повеќе, ако Македонија излезе од политичката криза. Ова беше моја прва посета во индустриската зона во Тетово. Разменивме мислења околу потенцијалните инвестиции што може да се случат во ова зона и веќе овие инвестиции што се во зоната на Тетово нудивме нашето институционална поддршка во врска на потикнување на нови инвестиции во ова зона за да има подобра благосостојба и народот што живее овде, новите, младите да се вработуваат и така натаму. Како ќе може да развие на зоната? Сметате дека со излез од политичката криза би дошле се поголем број инвестиции, што многу се најавуваат во минатиот период? Да, клучниот показател на потикнување на новите инвестиции е политичката стабилност. Како влада се надеваме дека ќе го надминеме ова лоша политичка атмосфера во земјата и ќе се реши проблемот што веќе е воспоставен во врска со името и така ќе имаме поголема политичка стабилност и тоа ќе влијае значително и позитивно во потикнување на новите инвестиции во целата држава и во Тетово. Во предвид дека е ова прва посета на министерот Даути во слободната економска зона во Тетово, ние го информиравме за целокупните активности кои се одвива во изминативе скоро 4 години. Секако дека ја цениме неговата заинтересираност за понатамошна и подлабока соработка со цел да се привлекуваат се повеќе и повеќе странски инвеститори, но зашто да не и домашни компании. Целта на посетата на министерот Даути, како што посочи од ТИРС Тетово, е да се согледа состојбата на терен, но и со негова помош да се овозможи рамномерен развој на индустријските зони во државата. Успешно заврши 3-месечната обука за столари и ѕидари за 7 млади невработени лица од Тетовско. Центарот за вработување Тетово денес им ги врачи сертификатите, пошто ќе можат активно да се вклучат во пазарот на трудот. Млади невработени лица од Тетовско успешно ја поминаа 3-месечната обука за столари и ѕидари во рамки на мерката обука на работно место кај познат работодавач. Центарот за вработување Тетово денес им ги врачи сертификатите, пошто ќе можат активно да се вклучат во пазарот на труд. Денес ке присуствуваме на доделување на сертификати на млади лица кои се дел од оперативниот план за активни мерки и вработување на млади лица кои се спроведува во 2018 година од сегашната влада. Мерката што денес доделуваме сертификати на невработени лица се спроведува преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, односно Центрите за вработување, заедно со Министерството за образование и наука и Центрите за обука за возрасти, преку верифицирани субјекти кои имаат изготвена програма, каде што невработените лица се обучуваат и на крај се здобиваат со сертификат за одредената дејност. Во моментов имаме 7 кандидати кои добија сертификати, кои 20 од нив се веќе вработени и може да кажеме дека овие мерки
до денешен ден покажуваат одредени резултати и ќе продолжиме во таа насока. Треба да напоменем дека сите кандидати кои учествуваат во овие активни мерки добијаат месечен наместо од 9000 денари, како и верифицираните субјекти кои ја спроведуваат обуката добиваат по 30.000 денари од одредени кандидати. Оваа пракса што е од оперативниот план за активните мерки за вработување и понатаму ќе следи, бидејќи побаруваните занимања на пазар на трудот, кои се дефицитарни, преку обука на млади лица невработени во Агенцијата за вработување, се обучуваат и се добијаат со сертификат за полесно нивно вработување во иднина. Активната мерка за вработување обука на работно место кај познат работодавач, за која повикот беше отворен во март годинава, ги обврзува работодавачите да вработаат најмалку половина од обучените лица. Според тоа, најмалку 5 од младите невработени лица кои ја минаа обуката за столари или зидари ќе бидат вработени на неопределено време во соодветната фирма. Зачестија повредите при работа во Гостивар и Гостиварско. Само во октомври имало 9 случаи. Најчесто станува збор за повредување при изведување на градежни работи. Периодов за честија случаите на повреди при работа во Гостиварскиот регион. Во текот на овој месец ги има вкупно 9. Работници завршуваат со скршеници на раце, нозе, па и на главата. Статистиката на СВР Тетово покажува дека од јануари до септември на поширокото гостиварско подрачје имало 24 несреќи при работа, од кои една завршила фатално со смртни последици. Најмногу од несреќите во овој период се случиле при изведување на градежни активности на објекти, монтирање на различна опрема, управување со возила или машини и друго. Полицијата бележи дека најчеста причина за случаите е човечкото невнимание. Така било дури во 20 несреќи. Како останати причини се наведуваат непридржување кон заштитните стандарди и критериуми, дотраеност на опремата за работа или на заштитната опрема, како и временските неприлики. Во годишниот извештај на Македонското здружение за заштита при работа е наведено дека во 2017 година во земјава се случиле 158 несреќи при работа, од кои 24 со смртни последици. Во просек на секои 100.000 вработени загинуваат 3 до 4 работници, што е висока стапка на фатални несреќи при работа. Во изминатото деноноќие полицијата бележи случаи на пукање со пиштол, разбојништво, физички напади и сообраќајка. Неколку лица завршиле во болница со повреди. Вчера во полициската станица Тетово било пријавено дека 33-годишникот тетовското село Сараќино утрото од возило Голф со кое се движел низ селото, со пиштол испукал 2 куршуми кон 56-годишник од истото село, кој одел пешки во близина на неговиот дом. При тоа еден од куршумите го повредил со селанинот во десната надколеница. После тоа напаѓачот со возило заминал од местото. Повредениот со возило на итна медицинска помош бил пренесен во Тетовската клиничка болница и задржан на понатамошно лекување. По овластување на јавен обвинител, увид на местото извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. На местото била пронајдена една чаура калибар 7,65 мм, која била подигната за вештачење, информираат од СВР Тетово. 23-годишен тетовец пак повреден во сообраќајка. Незгодата се случила вчера на булеварот Видоес Милевски Батово Тетово, при што патничко возило Голф со тетовски регистерски ознаки удрило во пешакот, кој е пренесен во Тетовската клиничка болница, каде му била укажана помош и бил задржан на понатамошно лекување. Од Тетовската полиција информираат и за 2 физички напади. Првиот се случил вчера околу 19 часот и 30 минути на улица Илинденска во Тетово, при што 18-годишникот Теново, негов врсникот Теарце и уште 3 нивни другари физички биле нападнати од неколку лица. Двајцата 18-годишници се здобиле со повреди и им била укажана лекарска помош во Тетовската клиничка болница. Вториот се случил ноќеска околу 1 часот и 50 минути, при што 2 лица од Гостивар агресивно се однесувале и се обиделе да нападнат 3 полициски службеници кои го запреле возилото во кое се превезувале на улица Беличица во Гостивар.
Лицата лишени се од слобода и задржани се во полициската станица Гостивар. Во билтенот на СВР Тетово информација за разбојништво. Случајно на утеска 15 минути по полноќ во спортска обложувалница во Гостивар. Непознатиот сторител со закана од пиштол од вработениот одзел 15.810 денари и побегнал. На територијата на Република Македонија е детектиран азиски тигрест комарец. Се врши мапирање на целата територија за да се утврди каде се е проширен овој комарец. Агенцијата спроведува дополнителни програми за евентуално утврдување дали овој комарец има пренесено болести кај животните, информираше на денешната пресконференција директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов, заедно со епидемиологот од Институтот за јавно здравје, доктор Жарко Караджовски. Во склоп на мониторинг програмата за утврдување на постоење на вектори преносници на заразни болести во склоп на Агенцијата за храна и ветеринарство, детектиран е Aedes albopictus комарец, тоест азиски тиграст комарец. Би сакал веднаш да кажам дека во меѓувреме Агенцијата за храна и ветеринарство врши мапирање на целата територија на Република Македонија со цел утврдување каде све овој комарец е проширен. Исто така би сакал јавноста да информирам дека агенцијата спроведува и дополнителни скрининг програми за евентуално утврдување дали случајно овој комарец има пренесено болести кај животните. Прво и најважно, заклучно со денешниот ден, немаме регистрирано никаков случај на инфекција нити заболување од овој тип на комарец во Република Македонија. Будно ја следиме состојбата во регионот и во околните држави, каде што гледаме дека има поголем број на лица инфицирани, заболени, дури има и смртни исходи. Освен по маратони, спортистите во Македонија трчаат и по спонзори. Но желбата за учество на надпревари е поголема од се, вели ултрамаратонецот Адем Селмани, кој изминатиот период учествуваше на неколку надпревари во земјава и надвор од неа. Спортистите во Македонија, освен по маратони, трчаат и по спонзори. За да сликата за спортот во земјава биде уште полоша, македонските спортисти имаат тешки услови за тренинзи, а државата има навистина квалитетни спортски имиња, вели тетовскиот ултрамаратонец Адем Селмани. Имамо добри тркачи многу. Еве ќе спомнем од едните Дарио Ивановски у Белград беше на април, маратонот беше прв и има добар резултат, и другите има неколку атлетичари што са добри. Исклучиво и за нив сигурно им фали нешто услови за да можат да постигнат уште подобри резултати. Тешко е за финансии, се крпимо така. По спонзори трчаме горе надоле. Иначе и другите маратонци, мислим дека низ Македонија истиот проблем го имаат. Желбата е повисока и волјата, колку што е да идеш да бараш спонзори тоа. Значи имаш желба да идеш да трчаш, имаш паре, немаш паре, ќе се снајдеш некако, ќе идеш. Пријателството те поврзуе, спортот те поврзуе. Нови Сад, Јагодина, Белград, Крушевац, Врање, Скопје, Охридски маратон. Селмани изминатиот период учествуваше на повеќе трки од каде понесе нови успеси. Према годините, моите години, у Врање бев втор на категорија 50-55 години. Исто и Крушевац исто бев втор. И сега последната што беше Скопје Рун 2018, 10 километри, учествував само штафетна. Уопшто сум задоволен према годините и према условите кај што тренираме у градов што ги имаме. 30 на години Селмани речиси секојдневно трча до Тетовското кале, горе околу црквата и надолу до градот. Вели во Тетово, ова е речиси единствениот простор каде може да се тренира.
Денес имавме сончево време со мала облачност и со слаб до умерен источен ветер. Утринските температури се движе од 6 до 11, а дневните од 15 до 24 степени. Утре не очекува сончево време со мала облачност и слаб југоисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 6 до 11, а дневните од 14 до 23 степени. Со прогнозата за времето ги завршуваме вестите. Пријатно!